Не постои подобро место за почеток на новата сезона на Автомагазин отколку на една голема автомобилска смотра. Оваа година на сцена е биеналето во Франкфурт, каде се апострофирани електрификацијата на автомобилите, но и конективните технологии. Тоа значи дека во иднина автомобилите ќе станат повеќе конфекција отколку производ со кој ќе можеме да се гордееме. Но тоа е поради многуте регулативи кои ни доаѓаат од едната и од другата страна на Атлантикот. Да не должиме многу, ве поканувам да го видите Франкфуртскиот мотор шоу низ призмата на нашата камера. И ова е вистинско место да го започнеме нашиот рапорт од годинешниот Франкфуртски мотор шоу, и тоа со еден од најимпресивните автомобили, представене под беџот на Mercedes-Benz. Има 1200 коњски сили и чини скромни 2,3 милиони евра. До максималната брзина од 350 км на час, која се добива извонредно за кратко време, треба да се одвои многу сила. Затоа овој автомобил е хибрид. Има помош и од електриката. А една од главните теми на денешната, односно на годинешниот Франкфуртски мотор шоу се електричните автомобили. Автомобили кои ја користат струјата, а тука е една импресивна студија. Не е само импресивна затоа што е убава, туку затоа што е направена и од нашиот Славче Таневски. Ја го поканувам Славче да ни се придружи во Автомагазин и те молам накратко објасни ни која е инспирацијата и намената на оваа студија. Здраво, Мишко. Значи, инспирацијата и намената се иднината. Што ќе случува во иднина? Значи, имаме голема преокретница автомобилската индустрија, значи секој се пренамени во електропогон и сето тоа носи нова естетика, која што ја прикажуваме моментално. Значи, овде имаме визија за иднината за возилата на електричен погон од Mercedes, од брендот EQ. EQ во превод значи емоционална интелигенција. Значи, работиме со емоции и правиме интелигентни автомобили. Дали како дизајнер ти е полесно да работиш со автомобили кои имаат традиционалната технологија, односно технологијата со мотор на внатрешно загорување или пак електро? Се си свој предизвик, можеби автомобилите на мотори со внатрешно загорување се влезени во рутина. Електровозилата се ново нешто за нас, но и тоа е секако исто толков предизвик. И е возбудливо да се работи на него. Славчо, ти благодарам што одвои време за нас, бидејќи овде си пребукиран за интервјуа и да се видиш. Ти си најуспешниот македонски дизајнер. Ти благодарам за твоето време. А ние одиме понатаму со Автомагазин, бидејќи во Франкфурт се случуваат многу премиери, па да не губиме време. Електричната иницијатива на Mercedes се проширува и Q ознаката се најде и на најновиот концепт на Smart. Со целосна ознака Vision EQ for Two, новиот концепт ќе покаже како чистата енергија ќе се впрегне во задоволувањето на потребите на урбаните корисници. Пред се преку car sharing шемата со помош на автономниот систем на возење. Заради тоа и нема никакви команди, контролирањето е замислено преку мобилен уред. Во внатрешноста има место за двајца кои времето за патување ќе го кратат со помош на 24-инчниот екран.
Вратите му се уникатни и целесно продзирни, а задниот јајцевид дел нагласено футуристички. Димензиите му се џебни, должината изнесува 2,7, а ширината 1,7 метри. За погонскиот систем се знае само дека ќе има литиум-ионски батерии од 30 киловат-часа. Покрај LED дисплеите и наместо традиционалните светла, карактеристика ќе му биде и маската која ќе служи како средство за комуникација со останатите учесници во сообраќајот. Салонот на автомобилите во Франкфурт е место каде германските премиум марки се пресметуваат меѓу себе. Затоа и BMW годинава добро се подготви и прикажа цела плејада премиери. Нив ги предводеше и концептот iVision Dynamics, настанат да стане трет модел во i гамата. За разлика од другите новитети, за него малку што се слушна во периодот што претходеше на најголемата есенска автомобилска смотра. Затоа и тука, на брегот на Мајна, представуваше мелем за очите. Во буквална смисла на зборот, бидејќи 4-вратното купе едноставно восхитува со својот изглед. Дизајнерскиот јазик што преовладува во неговите моќни линии беше најавен со роденденски Vision Next 100 концепт од почетокот на годинава. Впечаток е како овој модел да е направен за некој филм чие дејство се одвива во иднината. Таква му и механиката, електрична се разбира. Деталните спецификации останаа во втор план затоа што како серијски производ се очекува за 3 или 4 години. За разлика од него, публиката нема толку долго да чека за идните Z4, X7 и серијата 8. Отворениот родстер што се развива во соработка со Toyota ќе започне да се продава точно за 1 година, скоро истовремено со големиот теренец кој ќе запоседне на врвот на понудата. Таму некаде ќе се најде и спортското купе од серијата 8, кое се очекува и во кабриолет верзија. Техничките детали за сите 3 идни модели се уште се непознати. Оние што не може да чекаат, веќе сега на располагање ги имаат новите X3, серијата 6 Gran Turismo и електричниот i3. Електриката како тема преовладуваше и во настапот на Мини. Публиката сега повеќе се интересираше за дизајнот отколку за механиката на еколошкиот концепт. Можеби затоа што од BMW не објавија ниту збор за неа. Слоганот на Audi, Vorsprung durch Technik, најдобро го опишува настапот на марката на салонот на автомобилите во Франкфурт. Пресконференцијата што ја најави музичкиот бенд составен од роботи започна со новиот A8. Представен како најнапреден модел во историјата на Audi, тој со своите автономни технологии навистина ја предводи низ иднината. Засега може потполно автоматски да вози на автопат до 60 км/ч и да паркира. Пречка за повеќе, како што кажа, е сегашната легислатива. Колку навистина далеку имаат отидено инженерите од Инглштад покажа концептот Elaine. Со ново име и познато лице, тој ќе биде вториот електричен модел во гамата на Audi. Представува верзија на шангајскиот концепт e-tron Sportback, кој е чекор поблиску до сериското производство, закажано за 2019-та. Со него ги дели сличната надворешност и електричниот погон. Комбинацијата од еден електромотор напред и 2 назад располага со вкупно 500 коњски сили. Истата бројка се споменува и кај километражата што може да ја помине со едно полнење на батериите. Моќните автономни технологии му овозможуваат сам да бара паркинг, да отиде на миење или пак до станица за полнење на батериите. Звучи футуристички, но не е толку како вториот концепт што марката го
покажа. Наречен е Айкон и представува нешто сосема ново со засега недефинирана иднина. Најмногу заради тоа што нема ниту управувач, ниту педали. Нема ни светла кои се заменети со дигитални дисплеи. Со импресивна должина од скоро 5,5 метри располага со кабина во која владее амбиент како во првата класа на прекоокеанските авиони. Интересно е и тоа што има тркала од дури 26 инчни и два багажника, еден напред и еден назад. Погонот му е електричен, а полнењето на батериите безжично. За да не заборавиме дека и сегашноста е убава, се покришија двата спортски новитета на Ауди. Враќањето на RS4 Avant во гамата после 2-годишна пауза е означено со огнен перформансен пакет. 2,9 литарски бит-турбо агрегат со 450 коњи и 8 степена автоматика за 4,1 секунда го лансираат до 100 овој караван, кој може да стигне до електронски ограничените 250 км на час. Погонот на сите тркала и агресивниот боди стайлинг се дел од RS пакетот, кој во Германија ќе чини 80.000 евра. Вториот новитет од спортското оделение на Ауди е пожестока изведба на најсилниот R8. Атмосферскиот 5,2 литарски V10 мотор со 540 коњи остана ист, но кватро погонот на сите тркала е исфрлен. Место него е додадено управувањето на задната оска, со што овој двосет стана позабавен за возење. Во прилог на тоа е можноста за уживање во контролиран дрифтинг, што со стандардната изведба не е случај. Ќе биде понуден во купе и спајдер изведбите во ограничена серија од цена од 140, односно 153.000 евра. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Авангардната градска или патувачка убавица ќе се паркира во мојот двор. Kia Ceed од 12.590 евра. Почувствувај ја забавата на возењето. Се почнува со страста. Аплаузот громко го заслужуваат шампионите. Тие први стигнуваат на целта. Тие гордо го носат медалот. Тој е нашиот победник, нашата гордост, нашиот шампион. Новиот Seat Leon, TDI со одличен Porsche лизинг пакет. Полн резервоар, прва регистрација и каско за 1 денар. Seat. Porsche Македонија.
И без ниту еден концепт или сосема нов модел, Порше на својот штанд привлече голем број поклоници. Иако за време на новинарските денови публиката беше меѓународна, во неа доминираше германскиот јазик. На сите во нивните разговори ги разбираа зборовите турбо и турбо пекич. Првиот се однесува на новата верзија на Кајен, која под поклопецот на моторот има 4-литарски V8 со 550 конски сили. Со помош на него забрзува до 100 за 4 секунди, а најголемата брзина му изнесува респектабилни 286 км на час. Оваа најсилна верзија на новиот Кајен има и адаптибилно воздушно ослонување и активна аеродинамични додатоци. Ке чини околу 140.000 евра. Цената на вториот новитет, Touring Package, изведбата на 911 GT3, дури е и поголема, 152.000 евра. Во споредба со регуларниот уличен тркач го нема впечатливиот заден спойлер. Спортската опредалба не ја крие, а истовремено има полуксузен и поопремен интериер. Но затоа механички е готово идентичен како и стандардниот 911 GT3. Ентузијастите ќе бидат повеќе од задоволни со атмосферскиот боксер од 4 литри, кој преку 6 степен мануелен менувач на задните тркала им испраќа 500 конски сили. Спринтот до 100 трае 3,9 секунди, а максималната брзина му изнесува 316 км на час. Иако со се уште недефинирана стратегија за иднината, Opel во Франкфурт настапи самоуверено. Интересот на новинарите беше голем како за трите светски премиери, така и лично од новиот директор Михаел Лохшелер да чујат што има ново. А тој, представувајќи го Grandland X, гордо им соопшти дека новиот кросовер ќе биде првиот хибриден модел на марката. Настанот како плод на соработката со PSA уште пред припојувањето кон новото семејство, тој е технички брат-близнак на Peugeot 3008. Од него се разликува по модерниот и типичен дизајн за Opelовите модели, додека внатрешноста му е малку посмирена. Ке се разликува и со поскромната моторна понуда, засега составена од еден бензинец со 130 и еден дизел со 120 коњи. Лохшелер вети дека наскоро ќе биде понуден и со уште еден посилен дизел и 8-степен автоматски менувач. За хибридната верзија кажа само дека ќе има плагин можности без да се конкретизира кога ќе се појави. Заедно со Grandland X цената во Франкфурт премиерно ја делеа и Insignia GSC и Country Tourer. Спортската изведба на новиот знаменосец од Русселсхајм ја продолжува традицијата со своите 260 конски сили и 4x4 погон на сите тркала. Него ќе го има и верзијата наменета за авантуристите, на кои 20 мм поголемиот клиренс добро ќе им дојде во соовладувањето на безпаќата. Форд за Франкфурт подготви повеќе интересни новитети, меѓу кои и европската верзија на рестилизираниот Мустанг од 6-та генерација. Измените се веќе познати од почетокот на годинава и најмногу се однесуваат на светлата, браникот и поклопецот на моторот. Ослонувањето посебно е доработено, а унапреден е и системот за управување. Големиот 5-литарски V8 мотор сега има 450 коњи, додека моќноста на 2,3 литарскиот EcoBoost е намалена на 290 конски сили. Од Форд сепак уверуваат дека перформансите му остануваат на истото ниво. Значено е што и овој агрегат ќе може да се добие и со 10 степен автоматски менувач. Новиот Мустанг има и неколку нови функции. Drag Strip овозможува стреловите забрзувања, My Mode режим во кој возачот сам ги бира подесувањата, а Good Neighbor овозможува придушување на звукот од издувните цевки. Еволутивни промени се забележуваат и во внатрешноста, а стандардна опрема сега е побогата.
Европската премиера имаше и значително редизаинираниот EcoSport, кој Форд им го представи на американците уште лани во ноември. Причината за вакво големо чекање лежи во смената на генерацијите, во која малиот моноволуменец B-Max му го отстапува своето место во понудата. За достојно да се обележи моментот, EcoSport доби изменет преден дел по углед на Edge и пар нови стилски детали на интериерот. Модернизирана е и внатрешноста, а опременоста значително збогатена според европскиот вкус. И механичките зафатки се во согласно со волјата на купувачите од стариот континент. Електрификацијата е еден од императивите на сите производители, а кога станува збор за производителите со расни перформанси, како што е Jaguar, тогаш тоа е нешто повеќе од интересно. Имено, под капата на проект 8, Jaguar ќе развива тркачки автомобил и ќе има свој тркачки куп на електрични возила. Но тоа не е се што ни доаѓа од Jaguar ова сезона. Имено, ова зад мене е Jaguar E-Pace возило, спортско корисно возило, кое е наменето за помладите купувачи и за оние со млади семејства. Не е само што е компактен по димензии, туку и неговата цена е компактна. За еден Jaguar да се одвојат 30.000 фунти, односно 33.000 евра е сосем поволно. Да не кажам дека ова ќе се продава како вруќ колач. Jaguar E-Type е класичен Jaguar по прашање на опременоста, завршната обработка и се разбира перформансите. Само атипична е цената. Германците се љубители на брзината и затоа Франкфурт беше логичен избор за представување на најмоќниот Land Rover Discovery направен било кога. За неговото создавање беше задолжено оделението за специјални возила, кое му намени 5-литарски V8 агрегат со 525 коњи. Кај него луксузот, перформансите и теренските способности се испреплетени на ултимативно ниво за кое одговорните се уште молчат. Бројките велат не се толку битни колку душата на овој интересен британски кросовер доозначен со буквите SVX. Представува уште еден доказ за перфекцијата кон која стремат визуелно изразена со агресивно истакнатите детали. Дека е повеќе од предизвикувач на набилданите германски спортско-корисни модели, покажува и поголемото растојание од тлото. Напредниот систем за активна контрола на воздушното ослонување е задолжен за бавни и напорни теренски маневри, а пакетот го заокружуваат големите 20-инчни тркала. Без одговор останува прашањето за цената, која ќе биде позната идната година откако ќе започне сериското производство. Додека останатите од групацијата се воздржаа од присуството на салонот во Франкфурт, Citroen настапи силовито. Имаше и со што. Премиерното покажување на C3 Aircross ги направи горди одговорните во француската марка. Интересот на присутните за него покажа дека нишанел е во центарот на вниманието. Главниот адут на Citroen во офанзивата во SUV сегментот се карактеризира со бројните можности за персонализација. Уникатниот и симпатичен дизајн не остава дилеми околу тоа дали ќе им се допадне на купувачите. Големиот панорамски покрив обезбедува изобилство светлина во внатрешноста, а во поглед на просторот и модуларноста се наметнува како референца во овој сегмент. Плюс на тоа нуди и најмодерни технологии и системи за помош на возачот. Покрај него, францускиот производител го представи и Space Tourer Rip Curl концептот, посветен на сите што ги сакаат спортовите на отворено. Овој модерен комби кампер има зголемени возни способности со 4x4 преработката од Дангел. За љубителите на еколошки чистото возење пак беше намената помодната едиција на електричниот Emehari by Courage, лимитирана на само 61 примерок.
Volkswagen дефинитивно реши да раскрсти со своето минато и владењето на дизел технологиите. Нив ќе ги замени со електриката која според плановите до 2025-та треба да се најде во 1 милион продадени возила годишно. Главниот товар ќе го излече новото ID семејство составено од хеджбек, комби и кросовер. Токму тој го окупираше вниманието тука во Франкфурт, иако веќе беше покажан на салонот во Шангај пролетва. Од тамошниот ID Cross концепт се разликува по изменетиот преден и заден дел во согласно со актуелниот дизајнерски речник на марката. Формата и линиите му се кросоверска комбинација на купе со 4 врати, а погонот остана ист. 2 електромотора со вкупно 225 киловати и батерии кои му обезбедуваат автономија до 500 километри. Располага и со систем за автономно возење кој може да се контролира со гласовни команди. На истиот начин му се отвораат и задните врати, а погледот наназад го обезбедуваат камери место ретровизори. Како серијски модел е планиран за 2020 година. Денешната пак беше резервирана за малиот T-Roc, кој ќе ги брани компаниските бои во борбата со прилично силната конкуренција. Веќе на прв поглед се забележува дека тој ниту е типичен Volkswagen, ниту пак типичен кросовер. Конзервативноста во настапот, карактеристична за марката, е заобиколена во широк лак. Мокниот преден и техничко чисто изведен заден дел се споени со силуетата со правилни црти и му даваат интересен и робусен изглед. Должината од 4,2 метри идеално ќе го вклопи во урбаните средини, а меѓуоскиното расстојание од 2,6 метри ќе обезбеди доволно простор за патниците. Моторната понуда е широка, а ќе биде на располагање и со погон на сите 4 тркала. Продажбата ќе му започне при крајот на годинава по цена која се очекува да биде околу 20.000 евра. Со својот 200 коњски мотор внимание привлече и GT изведбата на новиот Polo. За да ја оправда врелата ознака, има диференцијал со електронска блокада и спуштено подвозје за 15 мм. На почетокот ќе биде на располагање само со 6 степен DSG менувач. Максималната брзина му изнесува 237 км на час, а додека првите 100 ќе ги фати за 6,7 секунди. Додека сите други се колнат во електрификацијата на возилата, пионерот на ова поле Toyota како своја премиера за Франкфурт го подготви обновениот Land Cruiser. Големиот теренец во оваа генерација се појави во 2009-та и доста добро им прекоси на годините. Затоа и корекциите не се многу длабоки. Доби нови светла, маска и браника, измените ги зафатија и крилата и поклопецот на моторот. Во внатрешноста се среќаваат нов управувач и разубавени инструмент, табла и централна конзола. Додадени се и неколку нови безбедносни технологии. За сепак да не помине се без еколошки новитет, Toyota ја представи студијата CHR High Power. Се работи за поспортска верзија на малиот кросовер со хибриден погон и впечатлива стилска доработка. Од Европскиот дизајн центар на Toyota велат дека е направена со цел да се истражат можностите за персонализација на овој популарен модел. Податоците за погонскиот систем не се соопштени, само е потврдено дека располага со повеќе сила и има подобри перформанси во однос на регуларниот CHR. Некому можеби ќе му звучи чудно што на штандот на Шкода новиот Карок привлече повеќе внимание отколку студијата Vision E, но нам не. Иднината дефинитивно им припаѓа на електромобилите, но со сегашното со уверено владење на спортско корисните возила. Наследникот на популарниот Yeti е најновиот представник на чешката марка во оваа класа. Пазарната задача нема да му биде лесна, но во тоа значително ќе му помогнат бројните современи решенија. Меѓу нив е и дигиталната инструментарија
феномен табла која прв пат се среќава во некој модел на Шкода. Должината од 4,4 метри го прави лесно подвижлив во урбани средини, а погонот на сите тркала кај посилните изведби и надвор од нив. Првобитно прикажан на салонот во Шангај пролетва, Vision е концептот за премиерата пред европската публика дополнително беше нашминкан. Во него треба да ја препознаеме иднината на марката не само во планот на електрификацијата, туку и во развојот на автономните технологии. Годинешното издание на Франкфуртскиот мотор шоу е со намалена листа на изложувачи, но сепак форматот остана огромен. Во 11 хали се случија многу премиери и на производители кои допрва доаѓаат на автомобилската сцена. Затоа ве поканувам и во следното издание на Автомагазин, кога е за 7 дена, да бидете со нас, за да ги проследите и оние новитети за кои немавме време да ги прикажеме во денешниот формат од 30 минути. Ви посакувам се најубаво и до гледање за 7 дена.